Од театарските мјузикли преку македонските евергрини, учениците и професорите од музичкото училиште Боро Џони со блескава леснотија ги пренесуваа присутните на синокешниот концерт под маски Дами и господа низ културни и музички епохи. Представата која се прелеваше од минута во минута со умешна смена на учесниците, даваше чувство на целосна исполнетост, еден природен, неизнасилен тек кој вешто ги впиваше гледачите во приказната. Не баре на сцената се само искусни пеачи, актери и уметници, а не стотици деца со мала група наставници, некои од нив за прв пат застанати пред толкав аудиториум. Ако и изгледало застрашувачки од нивна перспектива, оние во салата, но и тие што го следеа преносот во живо преку телевизија ВИС, тоа не го забележаа. Се свиреше и пееше, но и глумеше во живо. New York, New York, I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues. 13-тиот концерт на музичкото училиште Боро Џони покажа дека ентузијазмот кај педагозите не само што е присутен, туку е и доста висок. Ако се знае дека за еден месец интензивна работа се осмислила и подготвила представа во траење од околу 100 минути. Кога пред 13 години го одржавме првиот концерт под маски, на многумина од нас ни се чинеше како шега, и тоа за една употреба. Меѓутоа, таа навидум шега се престори во нешто што од година во година растеше се повеќе. Тоа не го велиме ние, тоа го вели публиката. Станува збор за тројна љубов. Љубов кон градот, љубов кон професијата и љубов кон Струмичкиот карневал. Концертот под маски останува еден од најавтентичните карневалски настани, кој станува стожер, а не само додадена вредност на Струмичкиот карневал. Не морам